Околу 18 мај музеите од целиот свет организираат манифестации со кои го прославуваат Меѓународниот ден на музеите, кој е прилика за повторно откривање на колективната и индивидуалната меморија. Меѓународниот совет на музеите го отпочна првото празнување на Светскиот ден на музеите во 1977 година. Целта беше да ги охрабри незаинтересираните да стапнат во музеј, како и да ја зголеми свеста кај јавноста за улогата на музеите во развојот на општеството. Од тогаш досега Светскиот ден на музеите зема се поголем замав. Например, лани тој забележа рекордно учество на организираните 30.000 настани во повеќе од 100 музеи во целиот свет. Целта на славењето на музеите е насочено кон целата публика, особено кон младите и оние кои ретко одат во музеј. Според Француското Министерство за култура и Европската наука на музеите, на граѓаните им овозможува да го направат првиот чекор кон запознавањето на музејското богатство, а преку тоа и да се поврзат со културата и повторно да го откријат светот. Годинава музејскиот празник вниманието го насочува кон африканскиот континент, чиј културен придонес за светот е честопати незнаен и покрај тоа што заслужува огромно внимание и промоција. Зачувувањето на предметите и нивното предавање на следните генерации е главна тема и преокупација на музејската заедница. Поради ова Меѓународниот совет на музеите ја поттикна блиската институционална соработка меѓу организациите кои се чувствуваат засегнати со овие прашања. Поради ова Меѓународниот совет на музеите ја поттикна блиската институционална соработка меѓу организациите кои се засегнати со овие прашања за зачувување на меморијата. Меѓу нив е програмата Меморија за светот на УНЕСКО, Координативниот совет на Аудиовизуелната асоциација на архиви, Меѓународниот совет за архиви, Меѓународниот совет за споменици и места ИКОМОС и Меѓународната федерација на библиотечни асоциации и институции. Оваа година тема на Меѓународниот ден на музеите е Музеј Меморија. Преку предметите кои ги зачувуваат музеите собираат приказни и ја пренесуваат историјата на нашите заедници. Овие предмети се израз на нашата историја, на природата и нашето културно наследство. Многу од нив се нежни, кршливи, некои дури и загрозени и неверојатно ретки, па потребна е посебна грижа за да се сочуваат. Светскиот ден на музеите има за цел да ја доближи јавноста до проблемите со кои се соочуваат овие институции. Вниманието ќе го завртиме кон македонските музеи и проблемите со кои тие се соочуваат. Ги споменуваме недостигот од стручен кадар и застарената структура на вработени. Кога веќе сме овде да споменеме дека во музеот во Кратово нема вработување повеќе од 15 години, не дека ова не се повторува и во другите музеи низ македонските градови кои се соочуваат и со финансиски проблеми. Директорите неуморно апелираат дека е неопходно менување на начинот на финансирање и менување на законодавството како би се дошло до поквалитетна музејска дејност. Како и да е, македонските музеи се вклучуваат во светското одбележување. Редовно прават и напори да ја доближат публиката и да укажат на проблемите со кои се соочува македонската музејска дејност. Колку и дали македонските граѓани ги посетуваат музеите? Колкав е нивниот интерес за културното наследство? Дали кај нашиот народ воопшто постои култура за посета на музеи? Од Македонскиот национален комитет на ИКОМ сметаат дека музеите мора да бидат центри за образование и мораат да најдат начин како да и се доближат на пошироката публика. Меѓу љубителите на музеите владее мислењето дека културните добра треба да станат поблиски до обичниот човек. Имено потребно е повеќе визуализација, а помалку вербализација. Тоа е еден од начините да му се доближи музејската вредност на младиот човек. Од Битолскиот музеј пак сметаат дека клуч за посетеноста е маркетингот. Од Прилепскиот музеј се надоврзуваат дека ова е сегментот во кој се очекува помош од државата. Потребна е кампања за подобра презентација на културното наследство на ниво на државата. Државата секако не направила доволно за развој на музејската дејност која го негува и штити културното наследство. Музејските институции се уште се на маргините што автоматски повлекува слаба посетеност, како и недоволна презентација на културното наследство. Светскиот ден на музеите годинава беше најавен со Европската ноќ на музеите која се одржа на 14 мај, а беше под покровителство на Меѓународниот совет на музеите.
Од ирскиот град Коув па се до руски Владивосток, европските музеи годинава празнуваа на 14 мај се до раните утрински часови. Учествуваа околу 3000 музеи од 39 земји, од 47 членки на Советот на Европа. Понудија бесплатно уживање во ноќта на музеите. Секако најмногу бројни и најпосетени и оваа година беа музеите од Франција, земјата која ја отпочна оваа манифестација. Првата ноќ на музеите беше одржана во Франција во 1999 година, а другите европски земји се приклучија во 2005. Од 2006 манифестацијата е под покровителство на Советот на Европа, а од 2009 незиното меѓународно значење го призна и ЮНЕСКО. По повод Европската ноќ на музеите се организираат групни преноќувања во музеите, галериите, библиотеките и местата кои се сметаат за културно наследство. Музеите организираат манифестации кои ги навраќаат сладокусците кон минатото, нудејќи им уживање во филмски проекции, храна, пијалоци и секако уметност. За првата ноќ на музеите на Советот на Европа во 2009 палатата во Страсбур беше целосно претворена во музеј. Годинава македонските музеи повторно се приклучија кон сеопштото славење на ноќта на музеите. Музеот на Македонија по 7 пат зеде учество со настани кои траеа од 20 часот до 1 часот по полноќ. Промовирано беше CD насловено Движните записи од македонската археологија на археологот Ирена Колиштрковска Настева, на кој се внесени аматерски теренски записи вршени на археолошките истражувања и ископувања на локалитетите низ Македонија. Снимките евидентирани со камера 15 на години наназад говорат за еден широк хронолошки распон од праисторијата до средниот век. Посетителите ја погледнаа и атрактивната изложба Муниципиум Стобенсиум, римската монетарница во Стоби, која представува ексклузивни монети во собственост на музеот. Понудено беше и уживање во изложбата 1+1 живот и љубов на група автори, како и проектот СКСБ да се биде роден низ светот на академската сликарка Билјана Јовановска, чија основна инспирација е пирамидата како знак. По повод славењето на музеите на посетителите им беа подарени книги, каталози за изложби и други публикации во издание на Музеот на Македонија. Музеот на Современа исто така се приклучи кон ноќта на музеите, па беше отворен до 2 часот наутро во недела. Посетителите ја погледнаа тековната изложба Невидливиот пејсаж за историјата на современата ликовна уметност во Македонија од 1957 до 2010. На изложбата беа презентирани 80 дела од 38 автори. Европската манифестација Ноќ на музеите за прв пат годинава се одржа и во Струмица. Во регионалниот завод за заштита на спомениците на културата и музеот во Струмица беше отворена изложба под наслов Антиката во Југоисточна Македонија, на која беа презентирани експонати од повеќе археолошки локалитети во Струмичкиот, Штипскиот и Гевгелискиот регион. Од Струмичко застапени беа локалитетите Цареви кули, доцното римско термално лекувалиште во Бања Банско и Драгулево на планината Огражден. Потоа од Антиката во долниот дел на Повардарието изложени беа артефакти од археолошкиот локалитет Вардарски рид, а од Брегалничкиот басен опфатени беа античките локалитети Баргала, Карбинци, Мустафино и Сулејманецка и Свети Николе. Надвор од Европа, ноќта на музеите непосредно пред Светскиот ден на музеите се празнува слично. Во Австралија, Националниот спортски музеј во Мелбурн организираше програма наречена Потсетување на моментите кои не создадоа, која на посетителите им овозможи запознавање со големи спортски легенди. Во Судан, Националниот историски музеј во Картум направи едукативна програма за семејствата и децата на кои им се нуди учество во надпревари по фотографија на тема да ја документираме нашата историја. Аргентинскиот природонаучен музеј Бернандино Ридавија во Кава нуди програма под наслов Музејски приказни, специјално направена за оваа пригода. Приказните кои се раскажуваа беа обоени со предмети од музеот. Во Белгија, Кралскиот музеј Маримонт понуди тури со водачи на тема кратка биографија на предметите.